почитувани новинари, почитувани гости, дами и господа. Да се биде дел од денешниот настан е навистина чест и голема привилегија. Денес славиме еден голем настан од културното живење на нашата држава. Долго посакуван и очекуван од сите нас. Денешниот датум, 31. мај 2013 година, ќе остане со златни букви да се бележи во поновата културна историја на Република Македонија. Како предисторија на овој датум, секако ќе се спомнуваат разни историски етапи, во кои како на филмска лента се градеше театарската уметност во Скопје и воопшто во Македонија. Ќе се споменува ресторанот Зрински, кој бил изграден во 1913 година и во чија импровизирана сцена од штици се играле тогашните театарски представи. Ќе се споменува и старата зграда Арена, која била изградена во 1919-та и им служела на театарските уметници се до 1925 година, кога била урната и театарот пак останал без своја зграда. Ќе се споменува 1927-та, кога завршила изградбата на новиот театар и на ова исто место почнал да функционира Народен театар од Скопје, кој во тоа време го носил името Крал Александар. Секако ќе се споменува и кобниот 26. јули 1963 година, кога Скопје доживеа катастрофа која донесе катаклизмична агонија, однесувајќи бројни човечки животи, но и бројни карактеристични зданија и градби, меѓу кои изградата на Стариот Скопски театар. Од тогаш па до денес, Стариот Скопски театар е дел од колективната меморија на многу носталгичари, на сите оние кои ја сакаат оваа уметност и кои беа непосредни сведоци на неговото постоење, на неговото воздигнување, на првите театарски представи на македонски јазик, на Печалвари, на Антон Панов, на Ленче Кумановче и Чорбаджи Теодос од Васил Илиовски, на Парите се отепувачка од Ристо Крле, на грациозното живење на Стариот театар и жалосниот крај со неговото уривање. Во оваа зграда се случија важни моменти од нашата театарска историја и би сакал да го истакнам апсолутното значење на овој театар за развојот на театарската уметност во нашата земја. Овде за прв пат е формиран македонскиот театар. За прв пат на сцената се прозборе на литературен македонски јазик. Овој театар прв ја еманципира нашата култура во светот. Тука се создадоа операта, балетот и куклениот театар. Затоа со право можеме да го наречеме македонска културна престолнина. Сепак, она што значеше негово уривање, не значеше и умирање на овој театар. Тој остана силно врзан за колективната меморија на скопјани и во душите на многу негови приврзаници кои постојано говореа за неговата повторна изградба. Денес таквата желба е остварена. Стариот театар е на старото место, исто како во старите добри времења. Низ духот на минатото, преку рушевините на земјотресот, низ полката на старите скопјани, преку желбата на новите генерации, со сета грациозност и раскош, се воздигна старо-новата зграда на Македонскиот народен театар. Една белешка од минатото ќе забележи, театарот представува украс на градот, а навечер го осветлува целиот кеј на реката Варна. Целата зграда оддавала впечаток на свечена и пријатна атмосфера во која сите посетители се чувствувале возвишено. Почитувани присутни, зар не е така и денес? Денес, на еден волшебен начин, минатото се меша со сегашноста. Чувствата се измешани. Постарите како во сон, повторно се наоѓаат во зградата на својата младост. Во објектот во кој наоѓале резонода, забава и отргнување од секојдневните проблеми. А ние помладите го живееме она што сме го слушале од нив и она што сме го гледале само на слики. Тешко е денес да се најдат зборови кои ќе го опишат ова величествено чувство на радост и исполнетост. Како што истакна министерката Камчевска, ниту беше лесно, ниту беше